Кои се чекорите што ќе ги преземете за време на вашиот мандат како вице-премиер за европски прашања и кои се најитните проекти и какви се изгледите за успех? Со оглед на надлежностите на Секретаријатот за европски прашања, има 3 приоритети на кои што ќе се фокусираме. Прво е координацијата на реформите, кои што се битни и за извештајот на Европската комисија, меѓутоа и за придвижување на државата напред. Тоа беше до сега под насловот Агенда Европа дома. Тие реформи мора да ги продолжиме, да ги засилиме и координацијата на тие реформи со надлежните министерства и институции е наша задача. Веќе работиме интензивно на тоа и очекуваме темпото на реформи и сите напори што ги правиме да покажат уште повеќе резултати. Вториот дел е подготовка на нашите институции за почеток и спроведување на преговорите за членство во Европската унија. Уште во 2019 година ние имаме донесено како влада сет на одлуки поврзани со структурата на преговарачките тимови. Планираме многу скоро во наредниот период да ги ревидираме согласно новата методологија на Европската комисија за преговори со државите кандидатки и да ги ставиме во функција што поскоро веднаш штом се создадат услови за почеток на преговорите. Третиот приоритет е подобро и поуспешно искористување на ИПА фондовите и на другата билатерална странска помош. Ние до сега имаме добар скор, меѓутоа сметаме дека можеме и подобро и повидливо за граѓаните, затоа што навистина тоа се важни проекти кои што прават разлика и во секојдневниот живот, меѓутоа и во трансформација на цели политики. Ја преземате должноста на вице-премиер за европски прашања во исклучително деликатна положба за земјата, меѓутоа и исклучително комплицирани меѓународни односи. Кои се главните предизвици за Македонија и регионот и како мислите вие да се справите со нив? Клучен предизвик за глобално за целиот свет во моментов е секако руско-украинската криза, односно руската агресија врз Украина. Сметаме дека е тоа настан кој што навистина го менува светот и го смени светот и ние како држава членка на НАТО и држава кандидатка за членство во Европската унија целосно сме усогласени со политиките на ЕУ на ова поле, во осудата на руската агресија и поддршка за Украина и украинскиот народ. Тоа ќе биде предизвик и во наредниот период. Ние следиме состојбата и како влада постапуваме секојдневно и во однос на помош толку колку што можеме и преку структурите на НАТО и преку механизмите на ЕУ, но и билатерално за Украина, но исто така и се грижиме секојдневно да нема последици, какви било последици врз нашето население, нашите граѓани, нашиот квалитет на живот, нормален живот во овој период. Вториот предизвик кој што веќе подолго време го имаме на масата е спорот со Бугарија. Во однос на тој предизвик работиме интензивно на отклонување на пречката за почеток на преговорите. Во последниот месец има многу интензивна комуникација меѓу премиерот Ковачевски и премиерот Петков. Постојат работни групи кои работат секоја недела на оваа тема. Ги дискутираме и отворените политички прашања. Ние очекуваме што поскоро да се најде решение, достоинствено решение кој што ќе ги заштити нашиот идентитет и македонски јазик и кој што ќе ни овозможи да се трне блокадата за почеток на преговорите со Европска унија. Значи, бидејќи 17 години веќе чекаме од клучна важност и од клучно значење ние што побрзо да ги почнеме преговорите. Секако третиот предизвик кој што е пошироко од нашата земја или од нашиот регион се сите оние кризи предизвикани и од пандемијата и од ситуацијата во Украина, значи ковид кризата, економската криза која што произлегува од како импликација на ковид кризата и секако проблемите во енергетиката кои што секојдневно се трудиме да ги решиме. Како го оценувате расположението на јавноста во поглед на евроинтеграцијскиот процес? Поддршката за Европската унија кај нас секогаш била висока. И кога била најниска, никогаш не паднала под 75-70%, што јасно ukажува на искрената заложба и желба и поддршка граѓаните да бидат во Европската унија. Секако има во последно време сосема очекувано
сомнежи со оглед на тоа дека веќе долго чекаме, направивме веќе големи сериозни жртви и направивме многу реформи, ги создадовме условите да ги почнеме преговорите, а се уште не сме ги почнале. Разбирливо е тоа да јавува определен револт кај граѓаните, меѓутоа мислам дека стратешки и долгорочната определба е сепак тука и има висок степен на поддршка. Слушнав неодамна дека имало и некоја анкета во која што се укажува на тоа дека дел од граѓаните гледаат и други алтернативи. Ние сме свесни дека има други алтернативи, но сите тие се полоши од Европската унија за нас. Европската унија сметаме за најдобра алтернатива, за најстабилна алтернатива за нашата земја, која што ќе донесе прогрес и напредок и остварување на нашите надворешно политички цели. Ние инаку како граѓани кои што се одселуваат во одреден период од државата, сите тие граѓани или во 90% заминуваат во држави членки на Европската унија, што значи дека тоа е начинот на живот кој што граѓаните го сакаат, дури и оние кои ја напуштаат државата или оние кои се враќаат по одредено време. Затоа сметам дека поддршката е висока, но мора и владата, ние на тоа работиме без одлагање, но и Европската унија да испорача. На таква поддршка време е на вистина Европската унија да испорача и да ги започнеме преговорите за членство што поскоро. Со години наназад нашата земја бележи недоволен успех во привлекување на европски фондови за поддршка на процесите. Дали и на кој начин ќе го промените тоа? Не мислам дека е недоволно дека се искористени ИПА фондовите. Ние имаме статистика или податоци кои што укажуваат на тоа дека, например, од втората рамка на ИПА, тоа е онаа рамка која што важеше до сега, започна од 2014 година до 2021 или 20. Во тој период имаме контрактирано скоро 90% од помошта. Околу 60% се веќе исплатени средства и реализирани. Тие се спроведуваат неколку години подоцна од тоа што се испрограмирани за таа година, така што може би оди поспоро таа имплементација, меѓутоа не оди лошо. Секогаш може да направиме и повеќе и може да ги искористиме тие средства подобро. Токму затоа сега во третата ИПА рамка е концептот поинаков, се финансираат зрели проекти, остануваат секторите на кои што се дава поддршка, меѓутоа исто така и се програмира година за година, што и владата има сериозно влијание во тоа што би се финансирало. Тоа ни дава еден простор да дадеме поддршка на проекти корисни за средините низ државата, низ Северна Македонија и ни дава можност да финансираме веќе проекти за кои што не е потребни години за подготовка или за документација, туку максимум една година да бидат доволно созреани, да максимум една година од програмирањето веќе може да се имплементираат или да почнат да се имплементираат. Ева, например, граничниот премин Маркова нога, чистењето на Преспанското езеро, чистењето на повеќе колектори исто така и во Охридското езеро, коридорите, патните коридори се финансирани од парите на ИПА. Сето тоа се видливи работи. Повеќе железнички станици, имаме и посебен фонд за Западен Балкан, поврзан со инфраструктурата, значи средства има, ние треба само правилно, добро и брзо да ги имплементираме. Нема знаци дека руско-украинската војна ќе заврши брзо. Како гледате вие на овој воен конфликт и како ќе се одрази врз безбедносната и економската состојба во нашата држава? Секој воен конфликт на тлото на Европа не е добра вест за нас. Ние затоа во таа смисла и осудивме агресијата на Русија, бидејќи сосема без основа и без причина беше извршен овој напад и агресија врз Украина. Го почитуваме територијалниот интегритет на Украина и независноста, како членка на НАТО помагаме преку сите тие НАТО структури толку колку што се нашите можности и обврска како членка на НАТО, но тоа воедно и ни дава една безбедност и сигурност дека како членка на НАТО нема да трпиме такви последици отколку кога не би биле членка на НАТО. Секако целосно се усогласивме и со санкциите кои што Европската унија ги воведе на Украина, таргетираните санкции кон определени физички и правни лица
и сметам дека тоа е правилната политика. Ние не учествуваме во креирање на овој конфликт, немаме никаква улога во тоа, но кога е тој веќе тука, а ние сме членка на НАТО и кандидат за Европска Унија, должни сме да имаме став и должни сме да помогнеме во оваа криза толку колку што ние можеме. Само извинете во однос на последиците, мислам дека владата прави се што е во нејзина моќ да ги ублажи евентуалните последици. Ние знаеме дека дел од оваа криза влијае и на цените на многу ресурси. Владата и до сега вложи многу средства и напори за енергетската ситуација да биде стабилна, да има постојано снабдување и со грејење, топлинска енергија и со електрична енергија, и во тоа успеавме. И секако ќе продолжиме да правиме напори што помалку последици или што помали последици да има за секојдневниот живот на граѓаните, и сметам дека ќе успееме во тоа и успеваме. Со кои нови санкции ќе се приклучи Северна Македонија кон санкциите од ЕУ и САД и другите сојузници? Дали земјата е подготвена за тоа? Каков може да биде одговорот од Русија? Ние ги прифативме санкциите кои што досега ги и санкциите и мерките кои што ги донесоа државите членки на ЕУ и европските институции. Тоа се пред се таргетирани санкции кон определени физички и правни лица заради нивните активности или дел од политичкиот естаблишмент на Русија, но и компании и луѓе кои што ја помагаат оваа агресија на Русија. Исто така, вчера го забранивме и прелетот на руски авиони преку воздушниот простор на Република Северна Македонија, и за сите наредни чекори ќе се координираме со нашите партнери. Нема да направиме ништо повеќе од тоа, но и ништо помалку, бидејќи сметаме дека е тоа принципиелен став како членка на НАТО. Не е ова наша војна, не е војна во која ние учествуваме, меѓутоа сепак се случува на тлото на Европа и ние сме должни да имаме став и да придонесеме за помошта на Украина. Кои се перспективите на иницијативата Отворен Балкан во контекст на состојбите во регионот и на меѓународните односи? Иницијативата Отворен Балкан доаѓа од страна на 3 држави и 3 влади, нашата, таа на Србија и таа на Албанија. Целта на таа иницијатива е да им отвори нови можности на граѓаните, да ги намали бариерите во трговијата, во економската соработка, во слободното движење на луѓето, за да можат полесно и да се едуцираат, да студираат и да се образуваат и да работат во овој регион, полесно да се добиваат работни дозволи, полесно се поминуваат границите, меѓусебно се признаваат дипломите. Значи, целта на оваа иницијатива е зголемена пред се економска и трговска соработка во регионот. Ние ја поддржуваме принципиелно и инсистираме да остане отворена како иницијатива за сите држави од Западен Балкан. Значи, не само за овие 3 кои што се веќе внатре, туку и за останатите 3 кои што не се, и оставаме вратата отворена да се придружат. При тоа не сметаме дека е оваа иницијатива која што може да биде замена за членство во Европската Унија. Не, напротив, сметаме дека е само еден вид на регионална соработка која што е од корист на нашите граѓани. Таа соработка е поддржана и од нашите стратешки партнери, и од ЕУ, и од Соединетите американски држави, и не пречи на другите иницијативи како што е Берлинскиот процес. И таму се сите вклучени, и таму сме вложиле многу, таму пак е оној заеднички пазар на Западен Балкан, и ние во секоја добронамерна иницијатива која што е поддржана од нашите партнери учествуваме со добра волја. Би сакала да се задржиме уште малку на Отворен Балкан. Во моментов, како што веќе кажавте, само 3 од 6 држави од Западен Балкан се во таа иницијатива, што ја прави иницијативата нецелосна и ранлива. Што ќе направите вие за оваа иницијатива да ги вклучи и сите земји од Западен Балкан? Кои се главните предизвици, особено доколку ги имаме во предвид безбедносната состојба во Босна и Херцеговина, политичката нестабилност во Црна Гора, континуираните тензии помеѓу Србија и Косово и забрзаното вооружување на Србија со руското оружје? Иницијативата, како што спомнав, Отворен Балкан е иницијатива која што заради наше инсистирање останала отворена да се приклучат и сите останати од Западен Балкан. Тоа што се моментално приклучени Србија, Албанија и Северна Македонија, значи дека само тие биле подготвени да влезат во
во оваа иницијатива. Останатите сите 6 сме во Берлински процес. Покриваме слични области, но не исти. И целта беше да се забрзаат процесите кои што се на некој начин застанати или забавени, успорени во Берлинскиот процес. Клучните овие политички прашања, како што се односите меѓу Србија и Косово и односите во Босна и Херцеговина, влијаат врз регионалната соработка, меѓутоа токму затоа ги одбираме мудро темите кои што се од интерес на граѓаните, а не имплицираат никакви политички ставови или решенија во однос на овие крупни политички прашања. И затоа мислам дека и премиерот Ковачевски и предходните состави на владата интензивно објаснувале и на Косово, и на Босна и Херцеговина, и на Црна Гора дека вратите се отворени на отворен Балкан за нив и дека немаат од што да се плашат, бидејќи освен соработката, економската, трговската и подобрувањето на движењето на луѓето, стоките и услугите, нема друга политичка позадина на оваа иницијатива. Последното прашање ми е, како министер за правда започнавте тешки и деликатни проекти. Во каква состојба ја оставивте македонската правда и реформите во неа и што очекувате да постигне вашиот наследник Тупанчевски? Јас го превземав ресорот во една тешка ситуација. После ковид криза, техничка влада, подолг период, мислам дека продолживме и во многу области каде што претходно беа поставени од претходните наши министри, професорката Десковска и од господинот Сали, продолживме да имплементираме стратегијата за реформи во правосудството, почнавме еден процес сериозен на дигитализација во правосудството. Имавме, да речам, по прв пат се донесоа некои документи како што се оние документи за човечки ресурси, управување на човечки ресурси и методологии за оценување на судиите, на обвинителите. Се изврши избор во судскиот совет на еден транспарентен и отворен начин, сме ја потикнувале независноста и транспарентноста на судскиот совет. Почна процесот на прочистување со 16 разрешени судии. Нормално ние ги создадовме законските услови за тоа. Тоа го направи судскиот совет во своја независна и транспарентна постапка. Дел од случаите на се добија свој исход, дел не. Едноставно мислам дека се беше променета атмосферата кон подобро во тие 16 месеци дека јас бев министер. Добра основа е тоа министерот Тупанчевски да продолжи и да надгради со своји идеи и своји позиции. Пред него е предизвик и пред целата влада да се спроведе до крај стратегијата за реформи во правосудството 2017-2022 и да се подготви новата стратегија која што треба да почне од 2023 година. Благодарам. Благодарам и вам.